أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Poštovani dragi braća, u ovaj moment sakam da prevedam jedna fetva od poznati priznat alimski autoritet, islamski šejh, poranešen muftija na Saudijska Arabija, šejh Abdullah bin Baz rahimahullah, na koga mu bilo postavljeno prašanje: ma hukmu sala khalfa imam zaharat alejhi alamatun nifak, koji je šerijatski tretman za namaz, klanjanje za imam vrš koji se pojavile znaci na munafik, koji se spomnuti u hadisu od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem: ajetul munafike thalatha, znaci na munafik, na licemer se tri: koga zborува laže, koga vetuva ne ispolnuva i koga se rasprava izneveruva, ili koga nešto će mu se doveri nego ispolnuva. Znači, prašanje to se odnesuva klanjanje namaz za imam koji je grešnik, za imam koji je poznat po nekoj grevovi koji se prepoznatljivi kaj munaficite. Дури тоа го познаваат сите во околината, во местото каде што живее тој. Шейх бин Баз рахимахуллах накратко одговорил со овој одговор. Бисмиллахир рахманир рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вал акибатул муттакин, вассалату вассаламу ала абдихи ва расулихи ва сафатихи мин халкихи ва аминихи ала вахи. Во име на Аллах, милостивиот со милосен, господарот на сите светови. Навистина добра завршница им припаѓа на богобојазливите, мир и спас и благослов над нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, најизбраниот од созданијата, оној кому Аллах джелешану му ја довери објавата, нашиот имам и пејгамбер Мухаммед ибн Абдилlah алейхи салату ва селам. И потоа намаз зад оној човек кој е познат по гревови, како лага и слично, или пак изневерување во еманет, или неисполнување на дадениот збор. За ваквиот имам, прва наша должност кон него е да го советуваме, да го упатиме кон она што е добро, да го предупредиме, опоменеме од својства на лицемерност, својства кои се покудни и кои не треба да се најдат кај еден муслиман, а камоли кај еден имам кој е предводник на еден джемат. Ама салату халфаху фа иннаху тасих. Овие се зборови на шейх бин Баз рахимахуллах, каде вели намазот зад имам кој е грешник, намазот е исправен, бидејќи со тоа грешење тој е само грешник, а не е неверник, не е чафир. А намаз зад грешник е дозволен. Меѓутоа, ако кај имамот, кај предводникот на джематот се појават знаци, докази на ширк, или пак докази на куфр, како на пример барање помош од умрени, псуење на верата, или омаловажување, или подценување на верата, тоа е голем куфр. Тогаш не е дозволено да се клања намаз зад него, додека за лага, за изневерување, за неисполнување, тие се гревови кои не спречуваат да се клања зад него. Затоа наше е да го советуваме: ел муслим ахул муслим, والصلاة الصحيحة خلفه وأمثاله من الوسع. Муслиманот е брат на муслиман, намазот е исправен зад него и зад слични грешници во најисправното мислење на улемата. Се пренесува дека Ибн Умар радијаллаху анху клањал намаз зад Хаджаџ ибн Јусуф ас-Сакафи, а тој бил од најголемите зулумчари и насилник спрема луѓето и најголем грешник. Фалхасил аннаху ла бес. Значи, да резимираме дека намазот за него е исправен
а посебно при голема потрема, додека зад чафир или мушрик, тогаш е забрането да се клања. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.